Почитуван директор на Царинската управа Стефан Богоев, почитуван заменик директор, почитуван градоначалник на општина Дојран Ангов, представници на Светската банка, медиуми, почитувани граѓани, секако и раководители на оваа царинска управа овде на регионалниот центар. Унапредувањето на транспортот и безбедноста на патиштата во Република Северна Македонија се високо на агендата на Министерството за транспорт и врски. Во таа насока континуирано работиме на мерки и активности со што го развиваме транспортот и го подигнуваме на едно повисоко ниво. Токму овој проект, како составен дел на Националната транспортна стратегија, нуди систем за подобрување на работата и на Царинската управа и на полицијата. Водејќи се од потребата да го забрзаме и да го зголемиме протокот на сообраќајот на граничните премини, како Министерство за транспорт и врски започнеме постапка и го набавивме овој систем, информатички систем, како дел од проектот за унапредување на трговијата на Западен Балкан. Се работи за нов централизиран видео надзор, кој се поставува на сите гранични премини во Република Северна Македонија, и тој систем на видео надзор опфаќа 350 различни видови на дигитални камери, систем за автоматско препознавање на регистарски таблички и централен систем за складирање на податоци. Инвестицијата е во вредност од нешто под 1 милион евра и истиот треба да се имплементира оваа година. Како што напомена и директорот на Царинската управа, веќе е инсталиран овој систем на овој граничен премин и на уште неколку позиции во државата, за што бевме сведоци денеска во централата на Царинската управа во Скопје, како тој функционира. Веќе со Царинската управа работиме на креирање на платформата за национален едношалтерски систем, софтвер кој треба да поврзе 16 институции за давање на електронски услуги на економските оператори. Проценетата вредност на овој проект изнесува 4,5 милиони евра. Средства да се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски, исто така на проект за олеснување на транспортот и трговијата на Западен Балкан. Тоа што сакам да го потенцирам овде е дека на предлог на Министерството за транспорт и врски владата веќе ја донесе стратегијата за интелигентни транспортни системи 2023-2032 година. Ова вклучува поставување на системи за управување во сообраќајот и со знаци со променлива содржина, систем на камери за броење, систем за категоризација на возила, метеоролошки станици за следење на временските услови долж нашите паневропски коридори. Како среднорочна цел предвидена имплементација на ITS системот и на коридорот 10, но и на коридорот 8, на делницата Тетово обиколница Скопје, Миладиновци, па се до Штип. И ова се мерки и политики кои што Министерството за транспорт континуирано работи и заради напредување на услугите поврзани со транспортот, а во насока на дигитална трансформација за развој на интероперабилните товарни коридори и размена на информации. Инвестициите во капиталните проекти се неопходни заради брз развој на земјата, заради олеснување на трговијата и транспортот и интегрирање на земјата во регионот. Северна Македонија исто така и дел од иницијативата Open Balkan, преку која се реализираат мерки и активности за побрз транспорт на стока и патници и како резултат на тоа со забрзана реализација на вакви проекти кои што носат бенефит во транспортот, подобрување на работата на институциите, за граѓаните и компаниите како крајни корисници на сите овие услуги. Благодарам многу.